Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за душата на човекот. Душата на човекот е чудна појава. Никој не ја гледа и никој не знае каде се наоѓа, а секој ја чувствува незината болка. Некои ја признаваат, а некои го негираат незиното постоење. При убави моменти таа се радува, а тагова кога сме несреќни и тажни. Совеста е својство на душата. Чувството за морална одговорност за некои собствени постапки е присутно кај секого. А што е гласот на совеста кога често слушаме? Ќе речеме за некој, тој е човек без совест. Работеше според својата совест. Има мирна и чиста совест. Знае дека не погрешил, дека постапил правилно. Ма тој нема совест, ќе речеме за некој. Ме гризели маче и пече совеста. Чувството на жалење го прекорува поради нешто што го направил. Тоа е гласот на моралниот закон Божји даден на човекот. Затоа грижата на совеста за направените зли дела или за ненаправените добри дела го измачува човекот, го депримира, а неретко го доведува и до депресија. Спознавањето на моралниот закон, тоест осознавањето на собствените греови, води кон покаяние. Да видиме како учи светиот Григорий Чудотворец за душата. Што е душата? Зборот душа, вели тој, значи живот. На почетокот од Библијата, а при создавањето на човекот, читаме: а го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Книга Постанок, глава 2. Значи човекот не се состои само од материјално тело, туку во тоа тело постои духовно суштество кое го оживува, а тоа е душата. Душата го одржува телото во живот и кога таа ќе го напушти, настапува смрт. А кога душата ја напушташе, бидејќи умираше. Постанок, глава 35. Душата се однесува на внатрешниот живот на човекот. Цар Давид вели: потресена ми е силно душата, Псалом 6. Некаде во Светото писмо душата се нарекува дух. Тука не се мисли на ангелски или демонски дух, туку на дух кој го оживува човечкото тело. Така кога евангелистот Матеј зборува за страдањето и за смртта Христова, вели: а Исус, откако повторно повика со висок глас, го испушти духот. Матеј 27. Библијата тврди дека човекот има и душа и тело, а понекогаш душата се нарекува дух. Свети Јован Дамаскин, опишувајќи ја душата, вели: душата е жива, едноставна и безтелесна суштина. По природа невидлива за телесни очи, бесмртна, надарена со ум и разум, нема одредена форма, делува со помош на физичкото тело и му дава живот, раст, чувство и сила за раѓањето. Умот припаѓа на душата, не како нешто друго одделно од неа, туку како суштински дел од неа. Што е окото за телото, тоа е умот за душата. Душата е независна, надарена со способноста да сака и да действува, но подложна е на волјата како што е својствено за создаденото суштество. Сето тоа таа го добила по благодата според која добила живот. Душата е најскапоцениот дар Божји даден на човекот. Таа е Божја искра во нас, за да имаме копнеш и стремеш за Бога и бивајќи послушни да го наследиме Царството Божјо. Затоа наша должност е да се грижиме за душата, да ја чуваме здрава
оти тоа е првиот предуслов да ја спознаеме вредноста на вечниот живот. Христос не дојде на земјата да оснива големо богатство или царство на земјата, туку да ја исцели и излечи душата на човекот и да ја внесе во Царството Божјо. Блажени се чистите по срце, односно по душа, оти тие ќе го видат Бога. Оти каде што е богатството на човекот, таму е срцето. А срцето, верата и душата се најголемата придобивка за човекот. Како да ја сочуваме душата? Целата програма за очувување на душата дадена ни е во законот Божји. Божјиот закон се состои во следното. Прво, нашиот однос кон Бога и второ, нашиот однос кон луѓето. Па таму се вели, како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. Тука е содржано најголемото совршенство. Гревот и злото значат отсуство на доброто. Прекршувањето на Божјиот закон со мисла, со збор или дело е грев. Тоа е најголемото зло во светот и извор на секоја неволја. Гревот е како тешка болест, подмолен, разорен и смртен. Сериозниот и намерен грев, каде што нема каење, води во оддалечување и одвојување од Бога и во вечна мака, во пекол. Двете најголеми заповеди се: сакај го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. И втората е: сакај го ближниот како себе си. Во овие две заповеди содржани се сите 10 Божји заповеди. Покрај овие неопходно е почитувањето и заповедите за блаженствата. Црквата пропишала и посебни црковни заповеди, а тие се: посетувај ги светите богослужби, особено во недела и празник. Воздржувај се од мрсна храна во деновите на постот. Исповедај се редовно, особено пред Великден. Причестувај се повеќе пати, најмалку 4 пати во годината. Придржувај се во бракот според црковните канони. Моли се постојано и помагај ја црквата. Што станува со душата после смртта? Најточниот одговор на ова прашање пак ќе го најдеме во Библијата. По смртта телото се распаѓа во земјата, но не за секогаш. При општото воскресение, а по силата Божја, повторно ќе се појави во преобразена форма. Ова не значи реинкарнација. Според тврдењето на Библијата, душата на човекот се враќа кон Бога кој ни ја даде. Свети апостол Матеј вели: Бог не е Бог на мртви, туку Бог на живите. Кој живее кај живиот Бог нема спиење или несвесност, како што учат некои секти. Свети апостол Петар ни кажува дека кога он пострада на крстот, со телото беше убиен, а со духот слезе во рајот, во пеколот, и им проповедаше на оние души кои беа во темнина, односно на старозаветните покојни. Тоа ни кажува дека душата е активна и после смртта. Ова не се однесува само на Христовиот дух, туку и на душата на секој човек покоен. Во Евангелието според Лука, глава 16, Спасителот Христос зборува за задгробната состојба на душите на покојните и сосема јасно се гледа дека нивните души се свесни за се што им се случува после смртта. Он зборува за свесно постоење на душата после смртта. Доколку душата би била исто како и телото, или ако е производ на телото, тогаш и незината судбина би била исто како и на телото, би се распаднала. Но душата не е истоветна со телото, па ниту негов производ. Телото е составено од материја, душата нема делови и не може да се распадне. Таа продолжува да живее. Рај и пекол. Уште царот Давид во псалмите зборува за рајот и пеколот. Но Бог ќе ја спаси душата моја од раката на пеколот,
кога ќе ме прими, Псалом 48. Откако разбойникот на крстот се покаја, Господ Христос му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Светиот евангелист Матеј, зборувајќи за страшниот суд, најсликовито ја опишува состојбата на душата после смртта. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја, ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што овчарот ги одделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: дојдете при мене благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот. А потоа ќе им каже на оние што се од неговата лева страна: одете од мене проклети во вечен оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Праведните ќе бидат наградени во вечен блажен живот, грешниците во вечна мака. Ваквото сознание не одржува во потполна зависност од Бога. На крајот ќе речеме, душата се храни преку светото Евангелие и постојаното размислување за Бога. Кога ќе почнеме да го проучуваме Евангелието, тогаш чувствуваме духовна радост и ревност да бидеме во близина Божја и да ја исполнуваме волјата Негова. Што добиваме ако секојдневно се откажуваме од разни задоволства во име на верата, а на душата и на пакостиме? Или каква корист за човекот ако целиот свет го придобие, а на душата своја и на пакости? Прашува Спасителот. Што е да добиеме од овој свет, пак нема да бидеме задоволни. И се тука ќе остане. Душата го продолжува нашиот вечен пат, без облека, без почести, без земните предмети и богатства, и на крајот ќе сватиме смислата на победата во вечниот живот блажен. Затоа без душата и без живот по Божиот закон, ништо не е угодно и животот е безсмислен. Ако ја изгубиме душата, се сме изгубиле. Амин.